Поштувани представници од кабинетот на председателот, владата и собранието, поштувани представници од Сдруженијето на борците од НОБ, поштувани представници од градот Херој Прилеп, поштувани екселенции, дами и господа, драги кумановчанки и кумановчани. Денеска славиме голем празник за Македонија и голем празник за нашиот град. 11 октомври за нас кумановци има особено значење. Ова е ден кога од Куманово започнала борбата за промени. Ова е ден кога од Куманово започнала револуцијата и отпорот против фашизмот. Ден кога започнала борбата за ослободување на нашата држава. Овој ден со црвени букви е запишан во кумановската и македонската историја. Историјата е таа што ни дава основа да постоиме, сегашноста е подготовка за иднината, а иднината треба да биде подобро од минатото. Изгледа оваа лекција никако да ја научиме, бидејќи сегашноста треба да биде подобро од минатото, а ние да се плашиме дека иднината ќе ни донесе реприза на претходно виденото минато. За Македонија и за Куманово 11 октомври 1941 година е ден што донесе движење за слобода на државата. Токму денес, повеќе од кога било порано, важно е да не заборавиме дека македонците, заедно со србите, албанците, турците, ромите, власите, се бореа против бугарскиот и германскиот, италијанскиот фашистички окупатор. Денес, од кога било порано, е важно да ги знаеме нашите корени, нашите битки, нашата историја, затоа што таа историја е корен на нашиот идентитет. Денес, од кога било порано, е важно да знаеме дека македонскиот идентитет не е и не смее да биде предмет на договори. Идентитетот не се брише со гума, не се менува, тој останува. Ние политичарите сме менлива категорија, а народот е секогаш што истиот. Народот е тој што носи идентитет и никој, ама баш никој, не смее да се игра со тоа прашање. Ако некој сака да избрише дека сме се бореле против бугарскиот фашистички окупатор, тој тогаш историјата или не ја смета за своја, или има некаков друг проблем. Да не бидам погрешно сватен, јас немам против ниту еден народ или нација, најмалку негативни чувства, но имам проблем кога некој се обидува да не представи како дел од друга нација и друга историја. Тогаш секој од нас има право да реагира. И бидете сигурни, ваков случај како нашиот македонски нема никаде во светот. Никаде на друго место не се негира постоењето на еден народ, каде има обиди за менување на историјата и за бришење на делови што на некого не му одговараат. Јас имам проблем со бришењето на зборот бугарски од спомен плочите, бидејќи моето семејство, нашите семејства се бореле против тој окупатор. Јас имам проблем бидејќи никој, ама баш никој од Бугарија досега не се извинил за злоделата што ги направиле во Македонија за времето на Втората светска војна. И тоа по примерот на Германија и нивните канцелари Брандт и Меркел. Туку се обидуваат да ги избришат од историјата. Тоа не може да се случи. Не смееме да дозволиме тоа да се случи. Заради нашите предци и заради идните поколенија. Мора да постојат црвени линии кои не смееме да ги поминеме и мора да порачаме дека секој оној што сака да го стори тоа, народот ќе го казни. Бидејќи овој народ знае да ја покаже својата сила
И тоа најмногу кога некој го подценува. Овој народ знае да ја покаже својата сила кога некој сака да го понижи. Почитувани, денеска од тука во Куманово 80 години подигнатото востание, слободно може да кажам дека имаме многу големи предизвици пред нас. Пред нас имаме многу препреки кои треба да ги поминеме. Пред нас имаме предизвик да не дозволиме да ги направиме истите грешки од минатото. Ако кажевме не на режимот, не смееме да дозволиме нови режими да завладуваат со нас. Не се боревме за реприза на нашите животи, се боревме за подобро утре, за иднина каде се слушаат различни ставови и убедувања, каде се зборува за идеи, а не се занимаваме со подметнувања и напади. Се боревме за демократија и за неа, и ќе продолжиме да се бориме и понатаму, бидејќи тоа им го должиме на нашите предци, на оние кои се бореа денеска да имаме слободна држава, оние кои ги оставија своите животи за да можат нивните поколенија да имаат подобар живот. А ние, како да ги разочаравме со нашите постапки, како да не знаеме по кој пат да тргнеме, како да сме изгубени помеѓу лукративните сделки и националните интереси. Ако ќе ги споите зборовите сделка и национален интерес во едно, резултатот ќе биде поразителен за сите нас. Затоа сега повеќе од било кога сме пред патоказот по кој пат ќе избереме да чекориме. Оној каде иднината носи сигурност или оној каде иднината носи реприза од минатото. Почитувани, сега од било кога е поважно да се сплотиме и да покажеме отпор, бидејќи немаме време за чекање. Поминаа многу години, нештата не се менуваат на подобро. Си одат младите луѓе од државата, затоа што немаме перспективи. Немаме време да чекаме да дојдат подобри времиња. Мора нив да ги создадеме. А ќе ги создадеме само ако заеднички се бориме против неправдата. Нема правда, нема мир, не смее да остане белег само на една битка. Таа треба да биде подсетник дека нема да дозволиме да се повторат истите сценарија. И мора да има правда и тоа за сите подеднакво. А така само ќе бидеме мирни и убедени дека живееме во средена држава. Јас денеска овде пред вас светувам дека како досега и понатаму ќе останам истиот со истите ставови. Секогаш ќе зборувам гласно против неправдите, секогаш ќе се борам за исправното. Можеби и јас и тие со мене ќе бидеме напаѓани, ќе се обидат да не оцрнат, но нема да се предадеме. Нема, бидејќи подобар живот должиме на нашите деца и на нашите идни поколенија. Нема да се предадеме, бидејќи знам дека од моје Куманово ќе дргне револуцијата за подобра Македонија. Онаква каква што треба да ја живееме, а не да ја сонуваме. Од наше Куманово ќе тргне револуцијата за Македонија. Револуција за освестување дека иднината мора да биде подобра од сегашност. Овој ден да бидеме горди на нашите предци. Овој ден да им одадеме почит на сите револуционери, на сите борци кои го дадоа својот живот во антифашистичкото востание на Народно-ослободителната војна, по примерот на Христијан Тодоровски Карпош, Бајрам Шабани, Магдалена Антова и многу други. Да бидеме горди на нашето минато, активни чинители на сегашноста и да ги носиме позитивните промени за иднината, за нашиот град, за нашата држава. Да ни е вечна Македонија. Ви благодарам.